Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Да ви се објаснам малку, барем за оние гледачи и следачи. Ја не сум се вратил. Ја не сум мрднал од тука. Со Република соработувам веќе неколку години. Ме немаше поради X причини. Поминаа неколку месеци и вербално се чувствувам дека можам и сум способен. Ова е дома снимено, ова е моje импровизирано студио, јас тука работам. Сум во некоја изолација, имам вишок време кај што нели го поминувам околу мојава ваква таква некаква опрема, кога се занесував дека мојата претходна емисија која веќе не постои ќе ја преселам. Тука не можам да ја преселам, нема да ја правам сега за сега, не се враќам, но останувам, ова е да ми го разберете само форматов. Ја со Република се договорив наместо да пишувам колумни, иако имам напишано стотици и стотици колумни, неколку години наназад пробав видеоколумни. Значи, наместо да го пишувам, бидејќи, знаете, кога пишуваш, па се навраќаш, па го филтрираш, па испаѓа дека си ти така учен господин, па ќе провериш Википедија, па ќе провериш ова, па ќе провериш она. Така и моите колеги, например, кога снимаат подкасти, значи ќе подготват текст, ќе се овакво, ќе се дотераат вратоврска, Армани одело и викаш, Бог да чува, ова е страшно. Не, ја уклучувам камерите и почнувам онака како што и си праве порана, тоа е да си јадам малку бурек, што на ум, то на друм, да испаднам малце глуп, малку паметен, да си ги кажам своите мисли, да си ги артикулирам, некој ќе ги разбере, некој не. Зошто? Некој ќе рече, бе Јанко, глуп си, не те бива за ова. Ама што да правам? Еве, се согласувам со вас. Но времето докажа дека за многу работи бе во право, иако стварно не сум ги анализирал нешто попродлабочено. А кои аналитичари имаме? Имаме аналитичари што стојат пред влада, што стојат пред собрание и пред двата главни партиски штаба. И толку. До предајане може само врање на Лидл и толку. Ништо не разбира. Не знае грчки, не знае бугарски, не знае албански, не знае француски, не знае англиски. 99%. Моите колеги гледаат филмови, гледаат филмови и култура со српски или со хрватски превод. Човече, 21 век, дај не ме зезе. Да не критикувам, туку што ме натера да се вратам во приказнава, Олку Брго. Благодарам за вниманието кој ми го дадовте со претходната видеоколумна. Еве, го ставам. Го знаеш она за шпорети која си ставаш, колку јајцата да ти... 1, 2. Добре. Уште ги имам. Уште малку. Еве го. Тајмер 5 минути. Да не јадам бурек повеќе од 5 минути, бидејќи прошлиот пат ми се викам, добро, само едно здраво живо да кажам нешто. 20 минути. Човече, иди бре, лечи се, а се лечам. Земаш ли ти апови? Не да земам 40 на ден. Па ти не си нормален. Дал сум нормален? Имам папир да нисам нормален. Ја имам медицински доказ, така што не можете ни да ме навредите, додуше ова не е медицински доказ, ова е, ја центрирав предницата, ама исто е. Гледате, овдека бегала, види, левата нигде ја нема. Све удесно ми иде. Ама така сум ја, све десно ми фаќа. Океј, шега на страна. Знаете зошто решив да се јавам, да речам воредно, а може би ќе ги правам, не знам, секојдневно, не знам како ќе дојде. Моите колеги ми рекоа, слободно прави што мислиш и како и така натаму. Ја ќе си ги бустам своите видеа во согласно со уредувачката политика на порталот за кој ги изработувам. И затоа ви благодарам за почита не само кон мене, туку пред се и за моите колеги кои имаат многу попрофесионална работа, имаат малку потежок живот и веќе се ги изгубив 3 минути и ова ќе задзвони. Што ме тригна? Имено,
прошлата недела, ќе иде поеќе ова, не можам. Не можам, бре, човек, не можам. Ја, добро вечер ми е 7 минути. Добро вечер, како сте, што правите? 7 минути. Немам ми го саатот. Кај ми е саатот? Го вративме саатот. А кому го вративме саатот, леле, и таа глупост? Не се нафаќам за тоа. Имено, се сеќавате ли пред едно 20 години, кога дојде еден шалабајзер, никој не го знаеш. Ама никој не го знаеш. И на аеродром. И нашиве новинари, господине, што ке... Века, знаете, саатот. Тоа беше за Охридскиот договор. Се сеќавате ли на црепот? Не. Се сеќавате на сцената? Да. Колку беше глупа? Да. Името на типот, дали се сеќавате? Поима немате. Тоа сакам да ви кажам. Имено, дојде пред некој ден, некој си... Немојте, колеги, вие професионалци, да ме убедувате. Види, тој е значајна личност, он е подсекретар на аџутантот на сметководителот на Вондер Лајнен, шоферот незин, кај што ги менја гумите, ја центрира предницата, тој карши него, втори влез, втори спрат, спроти Герасима. Тој. Како што прави? Па, знаеш она, кога менјаш гума на точак, нели, она со два мораш да ги затегнеш убаво за помеѓу рамот тркалото да биде, да не подкачува. Тој ни го пратиле, као бидејќи тоа е фактор, бе. Тоа е Европска унија, тоа е значајно нешто, бе. Тој човек со голи раци има рушено нуклеарни централи кои ги изградија за тешки милиарди. Ние глупи, немавме ни шо да срушиме, човече, за да се покажеме колку сме добри пред Европа. И одеднаш он не вика, вие знаете што треба да направиме. Ние не можеме да ви даваме никакви гаранции и ми му држи. Некоја така. И го пратиле, шалабајзер, иди, најади се бурекевети дневници, кебапи у Дестан, има таму наши сороспи и они газето ќе ти го со влажни марамици, све ќе те средат, пудерче, цуцлање, све кој што треба. Знаеш какви се македонци, овие леворукиве. Океј, тоа е нивно право, да редовно ни испраќаат по некоја чиувава, да ни каже дека мораме тоа што треба да го направиме. И сега, пази, никој не го изговара тоа. И бидејќи премиерот Мицкоски има доволно рацио, сега малце поише го почитам. Знаете зашто? Заради неговата сопруга Рози. Кога ја видов незиниот однос, како се испонаша, а и плюс тоа Меланија која ни рече Македонија, заедно застанете едно до друга. Па сите овие полудеа грци, бугари. Ти телис малака, калајте, бакате, катаполо, потате, десалате, домат, сиропите, ора. И ми стана, викам, човече, видеа женава, викам, како привлече внимание, лепи. Уште ако реши политички да се активира, ќе ја направиме новата Мелони. Ќе зазвониш тебе? Престана. Саатот застана. Друго требало. Требало скроз вака, па го враќаш вака. Ќе остана 2 минути. Не, многу ме тригна ова. Ме тригна глупоста, ме тригна дебилизмот од овде кој произлезе за целата работа. Мислите, јас сум против Европа? Мислите, јас сум против светот? Македонија да се отвори? Одма, со 2 руки потпишувам. Со 2 руки и со 2 ноги. И не со што ќе потпишам. Ќе се крстам вака, ќе се крстам
и ќе потпишувам вака и со звук кај ми пекалото вака одма потпишувам. Ќе потпишеш, ама шо ама? Ама газето ќе го колега вече, јас сум стрейт, не сум стрейт, мора да го прими. Целата игранка е да ги примиме бугарите во уста. И тоа не е проблем. Реков дека ќе задзвони. Ми истече времето. До колена. Со години во мојата емисија се јавуваат гледачи кои многу интелигентно, поинтелигентно од целата опозиција у моментов, кажуваше, уште пред да се смени името. 25 години имав емисија и кажува, Јанко, ја немам против и да смениме име, да смениме устав, да смениме химна, да смениме знаме, ама тоа да биде откако ќе не примат во НАТО, откако ќе не примат во Европска Унија, откако ќе влеземе во еврозоната, ме разбирате, полноправни членки, не е проблем после што сакаш менјај. Пол ќе сменам, ама знам кај сум и сум и во еден голем систем кај што можам да се изборам за своите права. Вака од надвор не можам ништо. Сега, откако го сменивме името, уставот, трите коси црти, бугарите рипна, францускиот предлог, дрн јариња, бугарите во устав. И не се проблем бугарите во устав. Стварно не се проблем. Да не е нивната негаторска политика. Зошто бараат историски комисии? Еве ќе ме примиме, прекини со било какви историски комисии. Остеме, ама ти не си, јас се идентификувам како Citroen. Да, возам Citroen и јас сум Citroen. Не, Јанко, ти не си Citroen. Со кој право, секој шупак у светов може да се идентификува како куче, маж како жена, жена како маж, дебил како кретен, идиот како интелектуалец, белец како црнец, и тоа се не само што се признава, се клањате, бацувате рака. Ја не смеам да се самоопределам. Зошто? Историски дрн. Што тебе ти менја ако јас си останам вака? Очигледно дека и менува. Затоа што нивната историја се базира на некои работи и се настакли. Не е мој проблем, Стварно не е факи мој проблем. Не можеш ти да идеш со една таква фашизоидна политика и да очекуваш дека овој народ оберучки. Да, има политичари. И откако овој Зевзек, чие име гарантирам у овој момент, пред недела дена беше и ни држеше лекција што треба да направиме и дека нема гаранции, дека после тоа нема да има нови барања. Што нови барања? Да си ги исечеме фармерките у Бермуди да идеме, така? До кога таков, мислам, што е ова експериментален полигон? Ние бели глувци сме. Што извадивте? Вакцина? Идиотиза? Не. Си направија Европа, си направи Сорос, Европа, отворено општество, сите тие НГО и така натаму си направи една убава перална, перат, вријат, бели чаршави, крвави чаршави, обелуваат. Тоа е милина. Експериментал. Дај да видиме дали можеме луѓето дебили да ги направиме. Ги направивме. Браво. Не ме заебавај. Сменија име. Мајко му. Се ја карикирам целава работа. Ај уште еднаш ве враќам. Дали се сеќавате на црепот кој беше прошлата недела? Ја ви гарантирам дека ни професионалните новинари, ако не погледнат, нема да им текне. Анонимус тотален. И дојде на прагот, ни се искака и ни побара тоалетна хартија, нормално му даваш, пошто што да правиш со будала, и не е ни будала, се извинувам. Човекот е пратен за тоа, позирај малце, курчи им се и така натаму. Океј? Реакцијата после тоа. Искача
лидерот на СДСМ и вика, прво Мицкоски. Мицкоски вика, ја не прифаќам, ќе чекаме додека не ни се дадат барем некакви гаранции дека ова ќе престане. Бидејќи ова не е влез, пазете, Бугарија да ги примиме. Е најголема лага дека тоа ќе не внесе во Европска унија. Не. Самите викаат и бугари, и овие викаат, тоа е дел од патот. Кој бе пат бе? Кој пат? Бугарија никогаш не бил. Бугарија у овој момент не е спремна да е дел од Европска унија. Ние сме поспремни. Пази, не е сиромаштијата прашање. Системот. Ние имаме подобар систем, колку и да е фаличен. Нашиот систем е подобар, подемократски од што бугарскиот. Што сакате зборите? Само Бугарија има убава маша. Зошто дојде фон дер Лајнен? Ќе правите оружје, ќе правиме дронови, ќе правиме бомбички, па пред некој ден, вчера го прочитав, ќе правеле железница со Украина. Направи со Македонија бе железницата. Покажи се дека нешто ти зна, Македонија, македонците се бугари. Покажи бе дека ги сакаш. Што изгради, што даде? Тенкови даде за делови. Не со Бучко, са лажвериш си направивте. Бар се повлече црепот. Дојде Жириновски. И излезе овој и вика, искача Мицкоски нормално и вика, ќе чекам. Не можам да прифатам вакви условувања. Што е државнички. Ја го гласав заради таков став. А не да ми ги продава децата, внуците, мене. Гробовите на моите предци. Гробовите нека те ранат. Да, ќе ме ранат. Затоа што ќе имам свое парче земја кај што колку толку ќе пасам барем треба. Затоа што и тоа кога ќе го изгубам и нема да бидам ништо, ќе молам да пасам од таа треба. Некој си од источна страна, ќе ме команда. Па знаеме како не команда од 41 наваму. Што убаво не искоманда, не администрира ослободителите. 41. Не креваш рака на она што е твое. Не креваш рака на она што го сакаш. Ова зборам од криминалци поединци до државно. Се бориш, заштитуваш, правиш се, ама вие не признавате, вие Тито ово она. И ако го сакам Тито, почитувај го мојот избор. Мојот избор не те загрозува, бе. Цреп еден. И искача опозицијата и вика, готово е, ВМРО ДПМН нема да не носи во Европа, се откажува, Македонија нема да влезе никогаш во Европа. И искачаат сега порталите, па пази портали со новинари, кои до вчера никако бугари устав. Пази, а не спомнуваат бугари во устав. Еве, кажи ми, окей, ајде, ги менјаме. Само изговори, јас ке ти ги сменам, јас сум Супермен, не да не се раскопчам, жени ке вриштат. Еве, јас сум Супермен. Ќе дојдам, ќе ја соберам, ќе ја спакувам цела влада, ќе ја однесам на месечината, ќе работат таму, ќе зашрафуваат Старлинг за Елон Маск. Кажи ми, што ќе направиш за да влезе Македонија во Европска унија? Ние све ќе направи. Не, конкретно. Тоа што го бараат од нас, конкретно што бараат од нас? Бараат да ги спроведеме побарувањата. Кои побарувања бе изговори ги? Бугарите во устав. Се договоривме бе ние национално дека нема да прифатиме бугари во устав заради тоа и тоа. Ја ви реков ли уште на почетокот, ќе ги прифатам, ја ќе ги внесам бугарите устав, вака, со камион, вака ќе го отворам уставот, ќе го отворам, ајде, бајганчо, влегуј. Ви реков, јас сум Супермен, со супер сила ќе принудам да влезат бугарите, ќе ја сменам владава и во Европска унија. И ќе влеземе. А кој ќе влезе? Сите, освен Македонија. Нема да има македонци. Па се договоривме ли дека
нема да ја играме таа игра. Дека нема да го направиме тоа. А во меѓувреме имаме стратешки партнер Унгарија. Ама Унгарија, Орбан, ваков таков, Фон дер Лајнен не го сакала. Добро? Британија. Мјау. Што сакате бе? Само светов е Франција, Макрон, држава на мучури. Секој ден му гори по некоја црква. Ама они знаеме се систем. Добро, окей. Ама они напишале, рекле, мора тоа да се спроведе. Зашто бе да спроведам? Ја добив диагноза со упат што треба да направам. Ја викам, што треба да направам? Да се кастрирам? Да. Зошто? Тоа е најдобро решение за твојата болест. И сега, ја треба, као опозиција, да рече, види, лекар е, од Франција, и од Немачка, ма од Бугарија, сечи. Чекај да се распрашам. Можам ли ја да си ги задржам ташаците? Можеш. Можам ли ја да го средам тоа на поинаков начин? Како не може? Имаш со кинеска традиционална медицина, заедно со терапија, која е се уште во трајал, но е во слободна продажба по аптеки во Македонија. Пази, и не карикирам, само не кажам имиња. Не кажам конкретно. И со додатоци. Сите три, плюс официјалната терапија, ги примам. Изворедни резултати. Затоа сум малку и расположен. Имам надеж дека за овие 2-3 години ќе се извадам од калта. Ако не се извадам, има кој да се грижи за мене. Луѓе, дали видовте колку им траеше спинот Македонија, Мицкоски, ВМРО, ДПМН, власта не сака да ја внесе Македонија во Европската Унија. Затоа што рекол ќе чека. Бидејќи стварно нема ситуација каде што нашите политичари не го кажуваат ставот, кажуваат дека бараат барем една минимална гаранција, а треба, а можат да ја дадат. Неќат. Зошто неќат бе? Зошто не поставите прашање? Зошто не сакаат да речат, слушај, ова е крај, последно. Ова и готово. Друга е игранката, но знаеш како? Они мислат дека сме мали, слаби, времето игра против нас. Така е. Но тоа мали, слаби, времето игра против нас, 2000 години се покажа некако контрапродуктивно за многу поголеми империи, а не па за овие шалабајзери. Затоа, јас сум за Европска Унија, јас сум за Европа. Јас сум од Европа. Овој систем на Европска Унија е некој мизерен социјализам, полоши од југословенскиот моментов. Си ги рушат термоцентралите, ти то градеше. Моите родители градеа, вашите родители градеа. Кај се рушело бе? Овие рушат. Уште колку ова ќе обстане? Америка не чинела, последно беше, вика, ние не можеме, вика, не сакаме со Америка, вика, како сојузник да ни биде, Германија сама ќе се спрема за војна со Русија. Мртов ладен, генерал. Луѓе, спин невиден кој не им издржа еден ден. А јас да можам нешто реално да спроведам, одма избори. После ова избори. Не. Неќете избори, не трескај глупости дебели. Добро, окей, неќете избори. Ајде да идеме на референдум. Дали сте за... нека биде и она Сороско-СДСМовски, нека биде. Дали сте за прифаќање на бугарскиот предлог за влез на Македонија во Европската Унија? Уствари, не може да се стави затоа што со прифаќање на бугарскиот предлог ние нема да влеземе во Европска Унија. И не знаеме уште какви предлози, па дури не ти ни кажува. Бар да кажат, слушај, Европскиот, вика, влезете ги бугарите,
ама ќе има и други барања. Кои барања? Дај бе да ги видам бе, дај да се спремам бе, дај да работам на тоа. Не, внесете ги бугарите, после ќе видиме. Кого правиш магаре бе? Кого правиш будала? Ебе, звоните. Крај на емисијата, сега што да правиме, ете толку беше. А вие, драги мои, секој со свој памет, доволно сте интелигентни да знаете кај сте, што треба да направите и колку ова поминува. Само знаете што, едва и чекам нови избори. Едва и чекам нови избори за конечно бришење и на тие 5%, да станат 3%, да станат Они се веќе статистичка грешка. Само со која моронска идеја? Како овој народ да не сака да живее подобро. Ние сакаме, ама народов е глуп, не ќе подобро, а у Европа ќе е подобро. Нормално дека ќе е подобро. Системе, поголем пазар и така натаму. И сега сме дел и така натаму. Што направи бе ти за да помогнеш на оваа земја? Абе, шајка не заковавте. Метар пат не асфалтиравте. Ништо не обновивте. За една година овие направија поише него СДСМ на власт од независноста до денеска. За една година повеќе имаат направено. Да не спојам, зборам и за претходните години на власт на ВМРО. Не можете, абе, ја ви викам, дури она смешно, да офарбате овие што имаат изградено. И се градат. И што е спинот, крадат. Абе, мислам, мизерија. Не поминува народ, вози по пат, гледа багери. Гледаше багерите како рџосува 10 години, ги гледа сега дека се движи, дека прашина се дига. Нешто се дешава. Ама не е глупеј, тоа нема везе тоа. Бугарите устав. Леле, мајко моја, колку ве подценуваат. Ја не знам и тие 5% што сте за нив. Не, стварно треба да има опозиција у Македонија. Стварно треба некој да ги хејта ВМРО ДПМН, затоа што добра опозиција е добар коректор. Абе, не правите глупости. Затоа што и мене ме плаши олку јако ВМРО, затоа што и кај нив ќе се изроди некој кој ќе злоупотреби ситуацијата. Па не можеш толкава мас. И добро е да има. Немаме опозиција. Немаш со кого да разговараш малце рационално. А барем да се договориме за црвените линии. Нема внесување устав без гаранции. Што е бе проблемот? И ако настапиме вака унисоно, знаеш што ќе ни викаат? Сите вака збори, сите. Ајде бе референдум, ајде воредни избори. Не ви се прави. Па знам дека не ви се прави, затоа што после ќе биде мијаучење ко мачори у февруар на -18. Ај, чао.